Кочани без вршителна должноста градоначалник не може да функционира. Затоа активиран е членот 54 од Законот за локална самоуправа. Според овој член, по престанокот на мандатот на градоначалникот, членот на Советот на општина Кочани, што го заменува, во овој случај координаторот на советничката група на ВМРО-ДПМН Емирче Стојков, е должен за настанатата ситуација да го извести Министерството за локална самоуправа, кое пак понатаму, во рок од 15 дена ја известува владата. Од општината велат дека веќе тече законската постапка со која ќе треба да се избере ВД градоначалник кој ќе раководи со низиното функционирање. Откако оставката од досегашниот градоначалник е депонирана во архивската служба на општината, известено е Министерството за локална самоуправа кое за тоа веќе ја информирало владата. Според непотврдени информации, се очекува на владината седница во вторник да се разгледува дописот од Министерството и после тоа очекуваме председателот на Советот на општина Кочани да свика седница и да се потврди кој ќе биде ВД градоначалник до локалните избори. Појаснува Стојков. Во однос на сегашната функција, Стојков додава: Мојата функција е досегашната советник во општината и немам депонирано потпис во Централен регистер, така што дискутабилно е дали можам да потпишувам документи. Ова е прв ваков случај. Се работи за правен лавиринт со кој ниту една општина досега не се соочила, па има различни мислења меѓу правните експерти за валидноста на мојот потпис. Истакнува Стојков. Законот предвидува во рок од 30 дена од објавувањето на одлуката на владата. Советот на општина Кочани со мнозинство гласови од вкупниот број треба да избере еден од своите членови што ќе ја врши должноста. Избраниот вршител на должност градоначалник ќе остане на функцијата се до изборот на нов на редовните локални избори што треба да се одржат во октомври годинава. Инаку, ден по трагедијата во Кочани, актуелниот градоначалник Лјупчо Папазовски поднесе неотповиклива оставка на функцијата.